и особено делот за состојбите со заштитата на човековите права во областа правосудство. И се задржавте во еден дел во резимирање, односно во објаснување на состојбите и во голем дел се сложивте со извештајот на Народниот правобранител дека состојбите во правосудството во Република Македонија не се нималку розови и дека на еден начин извештајот на Народниот правобранител представува еден континуитет на извештаите на Стейт департментот, на Европската комисија, на Комисијата за спречување на корупција, извештајот на Transparency International, па дури последната изјава на почитуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави, во која се вели дека огромен дел од граѓаните во Република Македонија немаат доверба во судството, односно дека недовербата изнесува 92%. Во оваа насока сметам дека треба да се бараат корените на проблемот, а тие се некаде во според мене извршната власт и неспроведувањето на реформите од областа на правосудството од страна на ракетните структури во правосудството. И ако може да се погледне само стратегијата за реформите во правосудството, ќе може да се забележи многу ниско ниво на реализација, ниско ниво на реализација во донесување, односно во предлагање на закони и прописи во областа на правосудството, потоа доцнење со реализација на одредени исто така прописи и методологии за работа во судовите и обвинителствата. И сето тоа на некој начин доведува до неефикасно, нетранспарентно обвинителство, кое што на крајот на своја кожа го чувствуваат граѓаните на Република Македонија, кои што и текако живеат во ненормално лоши услови, погодени од многуте кризи кои што ни се случуваат, и на еден начин, кога имаат потреба да го побараат својот спас во судовите, се соочуваат со суровата реалност, дали било во делот на транспарентноста, немаат податоци, немаат информации за тоа докаде се постапките, немаат информации за тоа докаде е нивниот случај и имаат проблеми со неефикасно судење, со одолговлекување на рочиштата и сето тоа, потоа бараат за сите тие работи, бараат решение кај некого, па се јавуваат и во голем дел и кај Народниот правобранител. Јас би сакал да подсетам, ова е повеќе заради јавноста, за извештаите од Европската комисија за напредокот на Република Македонија, во кој се оценува дека динамиката на реформски процеси во правосудството постои одреден напредок, што е многу покритичка дефиниција за состојбите во правосудството од претходните 2019 и 2020 година, каде што процесите беа оценети со добар напредок. Значи, Европската комисија за состојбите во правосудството е резервирана и смета и е многу покритична и смета дека имаме, можам да кажам слободно, и назадување. Понатаму се вели дека имаме назадување, ова е исто во контекст со извештајот на Народниот правобранител, во однос на инклузивноста на граѓанските организации и стручната јавност во носењето на законите и примената на нивните совети и препораки и насоки за подобрување на работата на судовите и на обвинителствата. И понатаму се вели, наместо да се постапува соодветно на препораките, имаме едно класично кршење на препораките и неносење на закони, неносење на прописи, како кажав, кое што доведува понатаму до проблеми во спроведувањето на правото и во проблеми на пристапот на граѓаните до правдата. Јас морам да кажам дека ниту најновите работи кои што се одвиваат во Комисијата за политички систем, при носењето на законот за Академија на суди и јавни обвинители, сепак не
не добива правилен тек и тоа доведува односно допринесува за зголемена недоверба на граѓаните кон судовите. Понатаму, она што сакам да кажам дека голем дел од законите кои што беа најавени не го доживеа светлото на денот, па така нема ништо од ветингот на судиите, од законот за проверка на имот и останува во извештаите високата политизација на судовите, односно на избор на судии кои што имаат, за жал, политичка позадина и бекграунд. Она што морам да кажам и да забележам и да се сложам во голем дел со тоа што го кажува народниот правобранител е дека на државата, односно во правосудството, потребни ни се итни, неодложни реформи и тоа веднаш. Значи, мора да пристапиме кон овие реформи доколку сакаме на било каков начин покренеме нивото на доверба на граѓаните во системот, затоа што во спротивно ќе имаме и понатаму една целосна разочараност и недоверба во правниот систем и во правната држава. Апсолутно, овој извештај треба да биде една водилка, можам да кажам, во тоа како не треба да се работи, зборувам за правосудството, треба да биде земен како еден камен темелник на кој што ќе во идниот период забрзано ќе работиме заеднички, нели со меѓународен договор и консензус помеѓу сите чинители во општеството, со цел промена на оваа слика во правосудството, што ќе значи и промена на имиджот на Република Македонија во меѓународни рамки. Ние не смееме да дозволиме во 21. век да имаме недоволна пристапност до правата и слободите на граѓаните, само затоа што се работи за судови, односно суди и обвинители кои што буквално кажано не си работат својата работа. Тоа е недозволиво. Недозволиво е граѓаните да лутаат по судските лабиринти без при тоа да имаат било каква помош и на крајот да ја барат помошта кај народниот правобранител, кој што во својот извештај вели дека и тој за жал не добива доволен фидбек од страна на институциите, како што е случајот со судовите со Основниот суд Скопје, ако не се лажам, па и Управниот суд, во кој што нема доволен фидбек, одговор на неговите представки, барања, кои што се во однос на представките кои што се доставени до народниот правобранител за кршење на човековите права. Во оваа насока исто така, почитуван правобранител, ќе бидам краток тука, знам дека излегувам веќе од репликата, можам да кажам слободно дека и во собранието не се ништо подобри работите во однос на заштита на правата и слободите на граѓаните, затоа што во ова собрание функционира постојана анкетна комисија за заштита на правата и слободите на граѓаните, која што веќе година и пол откако ние имаме мандат во ова собрание, нема одржано ниту една седница. А имаме до сега 3 представки од граѓани за повреда на нивните права и 2 други точки кои што беа поврзани со разгледување на состојбите со пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуската несреќа која што се случи, мислам дека беше од предпријатието Беса Транс, што можам да кажам дека е уште еден лош пример, лош показател, дека не се работи доволно кога треба да се заштитуваат правата на граѓаните и собранието кое што би требало да биде представнички орган, односно домот на народот, не излегува во пресред на нивните барања, представки и забелешки и воопшто не постапува по нив, па дури последната седница на анкетната комисија беше и поништена со решение на председателот на собранието, што е вака еден преседан кој што
ако не се лажам, се нема случајно до сега во собранието. Нема да должам многу во однос на излагањето на колешката. Сметам дека она што мо пропушти да го каже е дека треба многу поактивно да се работи од страна на извршната власт, особено ресорите кои што се надлежни за спроведување на препораките и другите закони, донесување и предлагање на закони од областа на правосудството и на еден начин да се овозможи она барана и загарантирана самостојност на правосудството преку професионализација и мерит систем во изборот на судии, обвинители, па и кандидати во Академијата за судии и јавни обвинители. Има уште многу работа и не смееме да дозволиме, како што кажав, да имаме назадување, туку едноставно извештаите кои што пристигнуваат треба да покажуваат напредок, затоа што со таа премиса ова гарнитура дојде на власт пред 5 години, нема правда, нема мир, правда за сите, а денеска гледаме дека правда има се помалку, мир исто така, или пак правдата е селективна и важи само за обичниот граѓанин, додека за жал борбата со високата корупција ете така ни заустанува. Тука јас ќе завршам и уште еднаш ќе кажам, очекувам многу работа и во наредниот период интензивни законски измени и решенија, воведување на нови мерки и прописи со цел подобрување на работа во областа на правосудството. Благодарам.